И на самиот старт на судското рочиште наидуваме на еден голем скептицизам и разработена игра, шема на представници на адвокати и на обвинити кои манипулират на разни можни начини нашата болка уште да ја продлабочат. Сега ние, родителите, се осеќаме изманипулирани на еден начин, а кога имавме средби со премиеро, две, и со министерот за внатрешни работи исто така две, ни беше кажано дека случајот во Кочани е крајно што може да биде и е врх на сите криминали и лоши настани што се дешават во нашата ситуација и мора да се направи еден рез, пошто ако не се направи тај рез, не треба да не има нас како држава. Ако беше ова 5, 6, 7, 8 обвинети за директната одговорност за настанувањето на пожарот, ова рочиште до сега ќе беше завршено. Или за година и пол, две ќе беше завршено. Опфатот на тој судски процес ќе беше кој јавнил пиротехниката, кој треба да контролира пиротехника, кој треба да го обезбеди настанот, кој не ги почитува стандардните оперативни процедури и пиратска контрола. И нормално, деко. По обвинителството ќе го глави процесот поише него било кој. А ако беше вака на 2 или на 3 поделен, со тесен опфат на обвинението, вие сте одговорни, вие сте обвинети дека не сте го спровеле законот иако сте биле должни. Вештачењето тогаш ќе биде едно вештачење, затоа што вештачиме, дали ти си ја спровел наредбата и си ги почитува стандардните оперативни процедури. Да, не, вештачење. Ке завршише приказката. За година и пол. И ке имавме тие што се директно одговорни за настанувањето на пожарот, веќе ќе беа затворени, чао.